Добро вечер и добре дојдовте во 16-тото издание на Бисерите, кој оваа вечер во 21 часот се повторно со вас на истата фреквенција. По 15 изминати приказни, веќе не ни е голема дилемата околу тоа што треба да одбереме за следна содржина на секој ново издание на Бисерите. Се чини нема да останеме без теми и без соговорници, затоа што луѓе со своји приказни во оваа наша мала земјичка навистина има многу. На самиот почеток, само како една реченица најава за вечерашниот гостин, ќе биде дека тој 97-та беше водач на студентските протести, а денес условно завршува како директор на библиотеката Браќа Миладиновци. Но досието Марта, кое со години е водено за него, вечерва ќе биде пред се предмет на нашата дискусија. Останете со нас. И така, без многу филозофија на почеток, Филип Петровски. Добро вечер. Добро вечер одалеку. Добро вечер. Како сте? Ќе не говорам за На тоа. вие или на ти, како ќе Како сакате, ја преферирам вие. На вие? Вие можете на мене на ти. Моје прашање за ваш одговор. Ова е вашето место за вечерва. Повелете. Зошто Филип Петровски вечерва во Бисери? Кажав, досието Марта ќе ни биде она што најмногу ќе го третираме во овие 60 на минути. Јас се надевам дека камерата и нашите гледачи, доколку убаво не ги видеа сите елементи од сценографијата, можеа да забележат дека на оваа мала масичка има една завидна книга со завидна големина. Тоа е дел од досието за Филип Петровски, кој го водел Државна безбедност на Македонија. Значи тајните служби, кои што сите знаат дека се формирани да ги штитат интересите на државата од реални опасности, а не од предпоставени опасности и политички неистомисленици. Тоа е, како што разбрав, само досието за делот од животот на Филип ВМРО. Така? ВМРО ДПМН. Тоа е ова што а ова другото? Сега ќе ви го дадам, се 60 страници. Не вака да го видиме. Тоа е оригиналната папка што ми е дадена во МВР 2000 година, 60 страници, дел од моите активности забележени до најситен детал. Имено, она што го правевме како студенти, протестиравме, правевме некои студентски напори согласно нашите студентски уверувања, политички уверувања, партиски уверувања, а секако во склоп со уставното уредување на нашата држава. Таму се третирани како опасност за државата, како македонски екстремизам и преку тие страници може многу лесно да се види, да се дознае како тие служби работеле во интерес на една партија. Тоа е заклучокот после. Да, тоа може да се заклучи, може да се изанализира и може да се свати дека всушност Македонија до 98 сега тоа е спорно, може би и потоа, може би до предизвестно време, само себе си декларативно се представувала пред светот како демократска држава. Всушност водела досија за нејзини граѓани, за студенти, за луѓе кои што се неистомисленици на тогашната партија на власт, само затоа што се неистомисленици. Ова доаѓа во твоите раце? Ова дојде досие во мои раце согласно законот за отворање на политичките досие во 2000 година и морам бидам искрен, јас 2000 година го дадов на Македонија денес и тоа беше објавено во 9 продолженија од А до Ш, како што го имате тука, и тоа не предизвика поголем интерес и немаше поголеми реперкусии за тие што ги водеа досијата. Мене ме интересира еден друг